Со мене во студиото, како што веќе најавив, е господин Тимер Селмани, за кого не треба посебна најава во смисла на вашата политичка кариера, аналитичката моќ која што ја, да кажам, демонстрирате последниве барем 2 децении, која е политиката во прашање. И јас кога барав некого со кого би можел да поразговарам за ова што сакам да биде тема на денешниот разговор, а тоа се овие 20 години од постоењето на ДУИ, се сетив на вас како прв избор. Благодарам што прифативте да поразговараме. Најавени се прослави на ДУИ кои што ќе бидат во Тетово и во Скопје, ќе се одвиваат, ќе почнат неделава и така натаму, музички концерти, политички говори, нели се како што треба, претпоставам многу фолклор, честитки и сето тоа. ДУИ ја започна политичката кариера пред 20 години како движење на отпорот, како движење на бунтот на етничките албанци во Македонија и потоа неговиот, да кажем, политички раст беше апсолутно неспорен и неоспоруван со години во Македонија, но денеска 20 години потоа гледаме дека постои еден жесток фронт кој што политички се разбира е дигнат против владењето на ДУИ, бидејќи тие сепак успеа 20 на години да бидат помалку или повеќе, има една година пауза кога Груевски ја правеше првата влада, тогаш година и пол, 2, па беше со ДП коалицијата, но и тоа потоа се надмина. Така што они се веројатно најконтинуитетната партија во последните 2 децении на власт во Македонија. Ајде прво да не ве контекстуализирам премногу, која е вашата оценка за овие 20 години на ДУИ во Република Северна Македонија, политичката сцена? 20 години на врвот на политичката сцена, а при тоа 18 години да се биде на власт. Во најголем дел од тие 18 години дури апсолутна власт, вклучувајќи ја и централната власт, парламентарната, односно владата и локалната власт, е досега невиден во политичкиот плурализам во државата. Дали е тоа добро? Сигурно за ДУИ е добро. Дали е тоа добро за државата? Се сомневам. И секако дека успеот кој што ДУИ формално правно секако дека има право да го слави и во Тетово и во Скопје и со концерти, она што го најавивте. Меѓутоа чинам дека во овој амбиент на околности, на криза, на борба на многу граѓани кои што секој ден се соочуваат со послаба куповна моќ, со висока стапка на раст на цените, не е баш премногу благонаклонета јавноста, освен кај еден добар дел од милитантите, односно партиските структури. Тоа е првиот заклучок ако гледаме од денеска за денеска. Ако сакаме да дадеме една поширока рамка на нивното владење и управување, секако дека тука многу може да се набројат многу добри, меѓутоа и лоши работи. Може да се набројат 2-3, јас би рекол, да кажеме, негативни политички делувања нивни, од кои ми паѓаат 3 вака на памет на кратко. Скопје 2014 година, значи како проект кој што беше поддржан од тоа време, за времето на касното владење на Груевски, значи втората половина од владењето на Груевски, секако дека со поддршка и на самите пратеници и на самите министри во владата, не е нешто што тие би требало да се гордеат, напротив, тоа е белек лош за нив и за нивното владење, поготово послушничко во нешто што државата ја направи, ја подели, ја видоизмени во својата биографија и секако во она што се гледа визуелно. И се разбира, расипнички се потрошија премногу пари, при тоа сега се докажуваат на криминален начин по основање на специјалното јавното обвинителство. Тоа е едниот момент. Вториот момент, секако дека неуспеот на пописот 2011 година, па некако таинствен начин прекинот на тој попис,
па покренување на истраги, како се тоа со многу народни пари потрошени во ветер фрлени. Секако дека тоа е исто така лош белег во нивното владење и една од во континуитет лоша појава, односно негативно владење, лошо владење е земи плата, остани дома на еден квантум, огромен број на млади луѓе кои што не успеа да си направат соодветна кариера административна, кои што со години се вработува по клуч и зима по скоро десетици повеќе години без да им се даде можност да работат нешто. Тоа кај гласачкото тело нивно се оценува како погрешно или како кај еден дел од тие што зимат пари се проценува дека е добро затоа што зимат пари и немаат намера да работат. Меѓутоа еден дел сака да работат, а нема шанса. Меѓутоа во јавноста, вака генерално, зборам, значи генерално за јавноста како граѓани на државата со кои што ние сите плаќаме од нашите даноци администрацијата за да ни сработи, да не услужи со нивните услуги, се разбира дека тоа негативно се гледа и поготово кај добар дел од семејствата кои што инвестирале во тие деца, ги школувале и тие 10 години остана на да лепат плакати или да бркат партиски активности. Мани, сте били и самиот политичар, бивши министер со големо искуство, председателски кандидат со забележителен резултат, тоа е нешто што ќе остане во македонската политичка историја. Ги знаете, како да кажем, секојдневието на тоа како се води политика во Македонија и така натаму. Опште впечатокот дека Дуи е еден од најкриминалните корумпирани делови во власта, но фактички не постои ниту еден сериозен процес кој што се водел или се води против нив, со исклучок на некакви посетни функционери, што говори дека Дуи за овие 20 години изгради еден кинески зид околу себе во кој што практично никаква штета не може да им се нанесе кога е начинот на кој што владеат во прашање. На што се должи тоа? Тоа е сепак договор со македонските партнери во власта или се работи за квалитети на самата партија кои се неспорни? Веројатно и едното и другото. Значи дека има перцепција дека секоја власт после неколку години работење се расипува. Тоа е јавно секој го знае, не само кај нас, тоа е јавна појава и во цел свет. А дека не е неколку години, тоа се 2 децени. Поготово ако веќе втор мандат, трет мандат, навистина, значи нема некоја влада или институција која што не се расипува. Значи власта расипува во суштина, корумпира и така натаму. За Дуи се има таа перцепција дека на сите нивоа, од општинско ниво, локално ниво, па и на високо ниво, знаат да бидат некојаш ајде да кажеме поопштенито обвинувани, некојаш дури и конкретно, меѓутоа факт е дека нема никаков процес забележителен, маркантен, како што во минатото го имаше и за СДСМ и за ВМРО ДПМН, значи за нејзини функционери. Тоа е едниот момент. Вториот момент, да не забораваме дека Дуи знае убаво да функционира и со СДСМ, тоа го гледаме последните неколку години, тоа многу успешно. Меѓутоа и со ВМРО ДПМН скоро од 2008 година до 2016 година, значи 17 година, пардон, значи 9 години. Така што ако имаме во предвид фактот дека Дуи во суштина знае убаво клиентелистички да ги постави луѓето околу себе, веројатно се должи на таа што вие ја формулиравте како бедем, како зид кој што понатаму ги штити. Меѓутоа тука веројатно секоја политичка партија би сакала тоа да го направи. Дали тоа го прави сама? Сигурно дека не. Дали тука помагале во времето ВМРО ДПМН и низините функционери? Сигурно да. Дали помагат СДСМ и функционерите на СДСМ? Сигурно да. Така што тука
секој чекор што би отишле подлабоко би било неблагодарно додека немаме на повиток или некој конкретен резултат од соодветните органи. Ова е актуелна политика и се разбира таа е важна, сите трпиме заради тоа и така натаму. Меѓутоа, ако се направиме еден малку да се одлепиме од актуелностите, може би главната карактеристика која Дуи успеа да постигне во своето политичко делување, тоа е сега моја оценка, ве прашувам за ваше мислење, а кое што е може би темелот на тоа како обстануваат, бидејќи тие одат на избори и ги добиваат изборите. На времето знаеме дека методите за добивање на избори беа многу понелегални отколку што денеска се, а и денеска не се идеални, се разбира кога говориме за клиентели и така натаму, но сепак излегуваат, луѓето ги гласаат. Може би се крие во фактот што Дуи успеа да ја земе темата на албанскиот национализам во своја контрола и успешно ја менаџира таа тема, а да не излезе од, да кажем, во некакви неконтролирани рамки во целите последни 15 на години. И тоа ги прави значаен партнери за странците, меѓународната заедница е секогаш важен фактор во Македонија, а ги прави значаен партнери за македонските, да кажем, коалициони партнери и така натаму. Точно ли е прво таа оценка дека тие сепак се најсуверени во контролирање на таа тема, веројатно и од историски причини би ги тргнаа како нели движење како што беа, и дека можеби тоа е темелот на кој што успеваат сепак да ја градат таа своја долгогодишна обстанување на власт. Секако, значи тоа се факти кои што несомнено секој ги знае во државата дека претhodницата на Дуи е воена формација, УЧК од 2001 година. И национализмот од време на време е нивен терен. Значи тоа е нивното игралиште, значи и по потреба Дуи се покажало, знае тврдо да игра на националните чувства, меѓутоа мораме да признаеме дека во одредени моменти покажал дека знае да има висока доза и на државност, односно во одредени клучни моменти да даде огромен допринес за зачувување на државата. Дури на повисоко ниво и од повеќето, ајде да кажем, етнички македонски политички партии. Само да се вратиме 2017 година, кога требаше да се формира влада, можеше дали да со ВМРО или со СДСМ, после сите испукани бомби, прислушкувани, објавени прислушкувани разговори, факти и така натаму, Дуи тогаш покажа зрелост, демократски капацитет внатре во одлучувањето, меѓутоа и големо чувство на државност како треба да се движи државата напред. Па создавањето на владата после тоа, решавањето на спорот со Република Грција, секако дека тука премиерот Заев е клучниот играч. Во тоа време со министерот за надврешни работи Димитров, меѓутоа Дуи како партнер втор по големина даде огромен допринес, огромен. Морам да кажам дека не само Дуи, туку и целата албанска, да кажам, етничка, политичка сцена е коректна. Сега зборуваме за Дуи, меѓутоа ако сакаме да се вратиме на моментот, само треба да се присетиме дека со 2/3 се смени тогаш уставот. Сите опозициони политички партии, сите пратеници албанци дадоа поддршка, вклучувајќи ги 8 пратеници од ВМРО до ДПМН. Значи тој беше клучниот момент каде што имат белек и печат сите тие чинители кои што го решија тој децениски спор. Ние благодарение на тој договор станавме после тоа брзо време членка во НАТО и се разбира дека како резултат на сето тоа ги гледаме последиците, убавите последици и признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква. Така што Дуи во овој дел има покажано капацитет на државност. Се разбира дека ако ги следиме последните случувања, гледаме како министерот за надворешни работи Османи навистина храбро, принципиелно,
мудро се бори за решавање на спорот со Република Бугарија како една од последните пречки за нашето полноправно членство во Европската Унија и решавање на стратешките цели на државата. Така што ние на почетокот ги броевме, да кажеме, негативните појави на ДУИ, меѓутоа има тука и многу позитивни. Дали тоа сепак не е аргументација заради која голем број од албанските гласачи сепак гласаат на ДУИ? Значи не само оваа клиенталистичка приказна, не само оваа приказна за, не знам, партиски инфраструктури и така натаму, сепак и албанските гласачи можеби препознаваат овој потенцијал. Значи прво албанските гласачи, како сите гласачи, ги гледат малите интереси, меѓутоа и големите, ја гледат големата приказна. Стратешка определба на државата од преку призмата на албанското гласачко тело, албанскиот граѓанин во Република Северна Македонија, од секојаш е постигнување на стратешките цели на државата. Тоа е да ние станаме еден ден членка во НАТО, да станаме членка во Европската Унија, економски да се развиеме, да имаме социјален мир и економски развој. ДУИ последните, поготово последниот мандат, покажува перформанси. Бесими како министер за финанси во ситуација кога го презема министерството, ја се видов во една прилика тие денови и му честитав да храброста. Фатмир Бесими, министер за финанси. Да, Фатмир Бесими, затоа што го презема министерството во ситуација кога беше веќе крајот на пандемијата, не знаевме дека ќе има војна во Украина и тоа беше голем предизвик за да се одржи стабилноста макроекономската и така натаму во државата. Да не повторам, Османи се бори. Има и други добри функционери кои што се борат на свој начин. Дали има неуспешни функционери? Секако дека има. Дали има функционери кои што идат на работа без да остават никаков позитивен трак, туку едноставно не си вршат својата работа за кој што се платени? Ги има и нив. Бидејќи сте бизнисмен, сте налетале на прилика да ве рекетираат, да ве окиднуваат, да ве... Вам не ви се случило тоа? Во соработката со државните инстанции, кај што предпоставам често соработувате по природата да работите со функционери на ДУИ. По природата на работите се разбира, значи зависи тоа. Нели ти имаш комуникација со власта, па ниедна институција не е чисто албанска или чисто македонска. Може да се идентификува со првиот човек кој што ја води институцијата. Не сум имал никош проблеми, тегоби од 2011 година навам од кога сум повторно активен. Морам да кажам дека јавните личности ви јас не сум имал никош проблеми, ама понекогаш работата де се завршува по редовен пат. Овие други што да по поредни пати што побрзо завршува. Морам да прашам, бидејќи сме веќе при крај, можна ли е ДУИ без Али Ахмети? И што тоа значи за перспективите на ДУИ, бидејќи јасно е дека кога ќе тргнете од едно револуционерно движење и така натаму, па ќе се изградите во партија, дека лидерот е еден од клучните институции во целата таа работа. Тука но Али Ахмети треба еден ден во пензија. Да, и тука во јавноста се поделени мислењата, дали ДУИ е ДУИ само со Ахли Амети или без Али Амети. Повеќето граѓани, албанци, мислат дека заминувањето евентуално на Ахли Амети од водечката позиција би ја разглавило ДУИ, односно ДУИ би... Ќе ја направи уште една обична партија. Не само обична партија, туку од внатре би се отвориле сите врвни апетити за преземање на партијата од неколку групации, од неколку фракции. Ова е некој телефонот кој што... Да, алармот бе мол. Да, добро, се сигурно. Така што сигурно би се довело во таа внатрешна политичка борба внатре во партијата, кој што... Ми се чини дека ќе преживее дуи таа евентуална демисија на Ахмети за минување еден ден во пензија, бидејќи тој најавуваше, тој е многу затворен се разбира, ама има некакви сигнали дека можеби тоа би се случувало и таму треба некакви внатрешни реформи. Тешко е да се прогнозира. Ние имаме во минатото
и такви искуства. Значи СДСМ успеа да преживее без Бранко Црвенковски, па дури и ВМРО без Љупчо Георгиевски, без Никола Гроевски. Меѓутоа, заминувањето на Арбен Џафери, ДПА едноставно ја разнебити. Така што не би можел да одговарам на ово прашање, меѓутоа многу граѓани дебатират, се размислува, затоа што, знаете, 20 години да се води политичка партија, при тоа уште 20 години да се води некоја борба во некоја илегала и така натаму, сепак за еден човек е тоа премногу. Сосема за крај, приказната за Дуј е приказна и за албанската опозиција. Мислите дека таја сега конституира некаков капацитет кој барем на некакви следни избори, макар и да се редовни и така натаму, па дури воредни, може да се спротистави на ова Дуј? Секако. Значи, албанската опозиција секојаш е многу близко до Дуј. Значи, ако гледате вие резултатите од минатите локални избори, минатите парламентарни избори и така натаму, ако збирно ги земате сите опозициони гласови во неколку политички партии, со бројките што Дуј ги собира, тие се или тука, а Бога ми има циклуси кога Дуј има помалку. Дуј имало и помалку него сите опозициони политички партии. Проблемот е во обединувањето на опозицијата. Значи, предизвикот што опозиционите партии, албанците го имат пред себе, дали сакат да победат или не, е тоа дали ќе умеат да соработуваат помеѓу себе и дали ќе се договарат да соработуваат или не. Ако успеат да се договарат, известна е премногу победата на опозицијата. Ако не успеат да се договарат, Дуј ќе продолжи со тој квантум на со други зборови на Дуј стратегиската цел е да не се договори опозицијата. Апсолутно, да се... значи секојаш Дуј и во минатото, и јас кога јас сум бил секојаш против Дуј во моето 11 годишно политичко активно ангажирање, секојаш била целта, значи опозицијата да не соработува или да може некој раздор да се става внатре во опозицијата. Така што умешноста на лидерите на опозицијата, на алтернатива, на БЕСА, на Алијанса, секако е дека дали ќе успеат тие да се договорат и да соработуваат. Ако тоа го направат, известно е дека битката може да се добие. Сосема логично е праша, мислите дека ќе успеат? Така, проценка ваша. Има тенденции, не се премногу далеку од соработката. Од време на време тие знаат да соработуваат. Последните локални избори на некој начин сите беа на една страна. Дали уште од првиот круг, дали во вториот круг, доказот дека БЕСА успеа да си го добие Тетово, а Алијанса да си го добие Гостивар и тоа по втор пат, е доказ огромен дека опозицијата, ако се обедини околу одреден кандидат и дава поддршка, дека промените се тука, возможни. Имер Селмани, благодарам за ова утринско брифирање. Благодарам и на тебе. Баш ми е драго што убав ден да си имате. Сигурен сум дека ќе има наредливи денови различни анализи, ќе има и други емисии по кои што и ќе има повеќе време за подлабоки, можеби поопширни анализи. Благодарам уште еднаш.